Нов избор, нов сомнеш кај јавноста за заткулисни игри во судскиот совет. Речиси половина од судиите кои се кандидирале за место во Скопска апелација поднеле жалби незадоволни од бодирањето, запознавањето на странски јазик, објавени трудови, степен на образование, менторство и слично. На конкурсот кој што беше распишан на 5 јули 2021 година се пријавиле 59 кандидати, а во апелација има само 8 слободни места. Судскиот совет веќе целосно ги одби жалбите на двајца кандидати, од кои еден е судијата од граѓанскиот суд Андреј Димовски. Тој се жалел по повеќе основи, но клучната, вели во изјава за Алфа, била непризнавањето на 2019 година кога работел во меѓународниот суд во Страсбур. Димовски дополнува дека има поднесено и тужба во управниот суд за оценката која што ја добил од членовите на највисокото судско тело. Според него, ова не е борба на еден судија, туку показател како да се коригираат ваквите недостатоци кои би се појавили во иднина. На седницата на која делумно беа прифатени само 7 од жалбите, а разгледани половина од 20 поднесени, се виде поделеноста во ставовите на членовите. Препирање повеќе од 4 часа имаше околу тоа дали треба да се прифатат сертификатите за странски јазик и компјутерско познавање кои кандидатите ги стекнале во периодот додека траел огласот. Комисијата има право и ако се сомневаме на овој документ, може да формира. Кандидатот треба право комисијата. При договорот е од кога комисијата ја завршила. Но комисијата не се сомневаше на овие документи, има печат, имаше во тоа. А другите што права сакат проверка пред оваа комисија. Видете, колеги, јас не кажам, јас само уште малку го разложувам додека заради принципиелноста. Иначе јас дека се сомневам во нечи документите на работа, кој ми дал за право така нешто. Зборот е, колешката Милјана не барала пред комисијата да може да размислува за тестирање овде. Значи, кога комисијата си ја завршила својата работа, тогаш бара тестирање. Ама затоа не е исто, ма доставила не е исто. После не е исто. Не е исто. На следната седница на судскиот совет ќе се дебатира за останатите 10 жалби на кандидатите од кривичните судови. Истовремено, судиите кои го поминаа првиот филтер ќе ги полагаат психолошкиот и тестот за интегритет како два од неколкуте услови за избор во повисок суд.